Добар ден, почитувани гледачи, уште еден ден и уште едно отворено студио на телеканал А1, регионална телевизија, која што опфаќа 10 општини од југоистокот на Македонија. Како што веќе добро знаете, последните неколку дена во отвореното студио имаме многу интересни несекојдневни теми. Токму овде од студиото денес ќе зборуваме отворено за Институтот за акредитација на Република Македонија. Денес на мое и на ваше задоволство е доктор Трпе Ристовски од Институтот за акредитација на Република Македонија. Ќе зборуваме токму на оваа тема. Добар ден и добро дојдовте во нашето студио. Добар ден од мене и благодарам на вашата покана. На самиот почеток би сакала еве да ги запознаеме нашите гледачи со работата и надлежностите на самиот Институт за акредитација. Да, Институтот за акредитација обстојува веќе како самостојна јавна установа веќе 14 години. Претходно исто така тој постоел, мислам самите активности, самата работата, меѓутоа во склоп на некои други институции. Од стручен аспект во буквален, да кажам, превод акредитација, тоа значи потврдување на компетентноста на определена институција, дали е тоа лабораторија, дали е тоа инспекциско тело, дали е тоа сертификациско тело, значи компетентноста за дејноста која што ја обавува. Значи тоа е вака накратко како по некоја дефиниција. Иначе што значи кога велиме потврдување на компетентноста? Тоа значи дека било која лабораторија, инспекциско тело или сертификациско тело, за да сака да се акредитира, значи мора да исполнува услови од соодветни стандарди. Секоја од оваа област си има стандард. Например, за лаборатории тоа се меѓународни стандарди ISO 17025, за инспекциски тела тоа е ISO 17020, имаме посебно за медицински лаборатории, тоа е 15189, и за сертификација која говориме, значи тука имаме за менеджмент системи, тоа се популарните ISO 9001, 14000, 18000, значи ние ги акредитираме сертификацијските тела кои што после ги имплементираат тие стандарди. Понатак имаме сертификација на производи, вака најпопуларно е например органското производство, градежните производи и слично, и сертификација на персонал. Значи тоа е она кое што ние како институт ги акредитираме тие установи кои што сакат, односно кои што ја обавуваат оваа дејност. Следно вака што е битно, кој велиме од аспект на компетентност, значи ние составуваме тимови кои што ги прават тие оценки, дали се тоа редовни, вонредни, надзорни, зависно од типот на оценката. Тие тимови има по двајца најмалце, да кажеме, членови оценувачи. Едниот е водечки оценувач, кој што доаѓа од редот на вработените на Институтот за акредитација, и тој е задолжен за тие општи процедури во институцијата, од организационата структура па понатака. А секогаш вклучуваме технички оценувачи или повеќе се познати како експерти, меѓутоа кај нас во нашата хиерархија, да ја кажам, експерт е најниското ниво, бидејќи за да дојде некој до технички оценувач, мора да помине обуки од наша страна, па мора да изведува обуки под наш надзор, па дури после тоа го стекнува звањето, нели, статусот на технички оценувач. Тоа се тие експерти кои што покриваат компетентноста, значи, на таа институција од аспект, значи, прво, со кои методи се испитува, дали се тоа меѓународно признати, како се имплементираат, следно опремата со која што работат, и следно персоналот кој што работи таму, значи дали тој персонал е соодветен, дали е адекватен, дали е обучен за тој дел кој што го работи. И на крај се добива еден целосен пакет, значи за таа акредитација која што ја добива институцијата за дејноста која што ја опфаќа. А доктор Ристовски, кои се услови за добивање на акредитација и нели како се одвива сето таа постапка, односно што се треба да се поседува? Значи, во кратки црти ја си пред малку кажав, сега само ќе дообјаснам. Значи, треба да се пополни пријава за акредитација. Таа пријава ја има секогаш отворено на нашата интернет страница. Меѓутоа, за да некој пополни таа пријава, пријавата е на некој начин како крајна фаза. Значи, претходно, значи самата таа институција, самото тоа ние на наш јазик го велиме тело за оцена на сообразност, всушност тоа е таа лабораторијата или инспекциското тело, значи веќе треба да ги има исполнето сите услови од тој стандард соодветен за кој што
подоцна ќе се премине во постапка за акредитација. Значи, како што кажав, персоналот да е обучен, опремата да е калибрирана, да е во соодветна просторија, сето тоа и методата по која што ќе се спроведува, значи да е тоа некоја меѓународно призната или само лабораториска метода, која што веќе во првиот чекор од нашата постапка, кога тимот ќе излезе на терен, значи ќе види на кој начин сето тоа се изведува, за да после тоа, кога таа институција ќе издаде некаков резултат, дали е тоа тестирање, дали инспекцијски извештај, кој ќе го стави логото на Институтот за акредитација, тоа е ИРМ, со тоа се потврдува, значи дека тоа тело е компетентно за таа област, за таа дејност која што ја обавува. А еве, кои се предностите на самата акредитација? Видете, предности има многу. Јас прво би кажал, например, кои области, да кажеме, кога нели ние велиме акредитација, како што едноставно за да, еве, и граѓаните, значи гледачите во овој регион, значи да бидат запознаени кои области ние ги покриваме. Со еден збор ние го покриваме цело стопанство. Значи, еве, да почнем од Министерство за економија. Например, во Министерство за економија, тука е Законот за техничка инспекција, значи тоа што опфаќа? Опфаќа од електроенергетика, опфаќа од лифтови, дигалки, транспортери, опфаќа акредитација на тела кои што обавуваат дејност опрема под притисок. Значи, тоа значи дека сите, дали се бензински пумпи, дали е било кој објект кој што е под притисок, транспортна опрема под притисок, значи тука се цистерните, понатака рударството, рударската техничка опрема. Сето тоа, значи за да што се замислува нели како стопанство, сите овие кои што ги напоменав дејности, мора да бидат под контрола од акредитирани инспекцијски тела. Следно, например, Законот за возила. Еве, популарно гледачите, нели сите знаат за хомологација. Некое тело за да врши хомологација, значи за да може да издаде извештај дека возилото е во ред, може да влезе во сообраќај, значи тоа мора да биде акредитирано од страна на Институтот за акредитација. Понатака, Законот за безбедност за производи. Било кој производ кој што е, значи за да влезе, мора да биде прегледан од акредитирано тело. Еве, овој регион е доста познат, нели, вака и земјоделието, доста е вака развиено. Све што е под земјоделие, она буквално од почва па до трпеза е под акредитација. Квалитетот на почвата, саден, семенски материјал, крајниот производ, млекото, водата, органското производство кој што го споменав. Значи, сето тоа за да може да влезе, да се искористи, дали во промет или дали тој саден материјал, нели, за да може да се користи, било што мора претходно да биде поминато низ акредитирано тело, дали е лабораторија или инспекција. Понатака, еве, Министерство за транспорт и врски, ќе кажеме. Таму се таксиметри, тахографија, еве, тука и во Струмица имаме и акредитирани такви тела. Понатака, под градежништвото, дали се тоа квалитетот на градежните производи, ние имаме околу 10 на лабораторија акредитирана од таа област, или пак квалитетот на самиот производ. Значи имаме сертификацијски тела, акредитирани, кои што тие издаваат сертификат за тој производ со каков квалитет располага, односно какви квалитетни својства има, па дури после тоа тој влегува на пазар, односно градежните компании можат него да го користат. Следно е, например, Министерство за животна средина. Сето она што е загадување, контрола, почва, воздух, вода, значи сите тие анализи мора да се одвиваат во акредитирани соодветни лаборатории или пак акредитирани инспекцијски тела кои што даваат своја мислење, своја, значи, анализа врз основа на добиените резултати од акредитираните лаборатории. Понатака, не знам, еве, например, Министерство за финансии, контрола на фискалните апарати. Значи, тоа исто така, секое пуштање на фискален апарат мора да е прегледан од акредитирано инспекцијско тело. Сега може би испуштив некоја област, меѓутоа со еден збор, сето она што може да се замисли по стопанство, еве, не спомнав, например, квалитетот на нафта и нафтени деривати, тоа мора да биде во акредитирана лабораторија, квалитетот на текстилот, квалитетот на ентериерот, и тука имаме акредитирана лабораторија токму за квалитетот на све што спаѓа под ентериер. Има, може би, сигурно повеќе области кои што испуштив да ги кажам, али, значи, целокупно е тој дел кој што
се однесува директно према стопанство, директно према граѓаните, спаѓа под акредитација. Секој ден она кое што го среќаваме под акредитација и сето она кое што сакаме да го купиме мора пред тоа да биде акредитирано, најкратко речем. Баш така, токму така, сето она што влегува во промет или пак што иде на во извоз, значи кој што се извезува, мора да помине кроз акредитирана соодветна институција, односно лабораторија или инспекција. За да се најде на пазарот. Апсолутно, да. Сега после овој муабет, колку фирми во Македонија ја поседуваат акредитација? Значи, во моментот имаме 200 акредитирани тела, значи 200 фирми и компании, од тоа најголемиот дел, околу 100, тоа се инспекцијски тела. Понатак имаме лаборатории за тестирање 68, калибрациони лаборатории, 8 имаме медицински лаборатории и останатите, значи, околу 7 се сертификацијски тела. Значи, тоа е една завидна бројка, би ја кажал. Например, институтот кога се формирал во 2003 година, според сите тие стратешки планови, нели, при неговото формирање, кога било процената дека на Република Македонија доволно ќе бидат 100 тела, значи ние веќе сме дупло таа бројка, а имаме околу 30 кои што ни се во постапка за акредитација. Тоа значи дека стопанството и граѓаните, значи дека се уште имаат потреба со цел за да бидат покриени сите области. Тоа е едниот момент. Вториот момент што исто така значен дека веќе со акредитацијата, кој говоривме пред малку, нели ме прашавте за бенефитот, со самата акредитација веќе се прави и дисперзија на сите тие услуги кои што се нудат према граѓаните и према стопанството. Значи, еве да кажеме, ако порано за хомологација морало да се иде само во Скопје, денеска скоро во секој град, еве и во Струмица, тука регионално, нели, се покрива и Гевгелија, значи имаме наши акредитирани тела кои што сите тие ја нудат истата услуга со подеднакво исти квалитет, бидејќи сите работат под исти меѓународен стандард и под исти критериуми. Третиот, следниот бенефит е што веќе цената не е како што била некогаш за самите услуги, некогаш што било многу поскапо, веќе денеска, значи, за исти квалитет, подостапна услуга, а и за пониска цена, значи сето тоа се добива. И четвртиот бенефит од акредитацијата, кој што е не помалку значен, тоа значи дека сите овие 200 акредитирани тела, кои што се од наша страна, се меѓународно признати. Значи, сите тие 200 тела се подеднакво на исто ниво, на исто рамниште, како нивните конкурентни компании во Европа и во целиот свет. Секој резултат, секој извештај издаден од овие компании, кој што го има логото на Институтот за акредитација, автоматски ја поминува границата на Република Македонија и е признаено секаде. Бидејќи ние како институт сме подписници на тие меѓународни договори, не ги велиме мултилатерал агримент, всушност тие договори на светскиот пазар значи пасош во трговијата. Некој го велат и као Шенген виза, меѓутоа ова е многу пошироко од Шенген, бидејќи буквално, значи, во целиот свет тој производ може да отиде подеднакво во Германија, во Англија, во Америка, во Јапонија, значи буквално во целиот свет мора да биде прифатен ако го содржи знакото на Институтот за акредитација. Не само производи, значи бенефитот и на компаниите кои што нудат услуги, бидејќи они подеднакво може да се учествуваат на тендери низ цела Европа, низ целиот свет, бидејќи со самото тоа што се акредитирани, тие се прифатени подеднакво со на нив еднаквите во цела Европа и во целиот свет. Ова го кажувам бидејќи ние навистина имаме компании кои што со наша акредитација работат низ цела Европа, регионално па и пошироко. И третиот бенефит од овие мултилатерални договори, значи првиот беше за самите производи, за компаниите, а третиот и за самиот Институт за акредитација. Значи ние како институт, бидејќи сме меѓународно признати, можеме нашата дејност, ние сме, мислам, дури единствена или една од ретките јавни установи, кои што нашата дејност ја обавуваме и надвор од границите на Република Македонија, значи акредитираме во оние земји кои што не се меѓународно признати од областа на акредитација, бидејќи таму има компании кои што сакат да работат на меѓународно поле.
Например, ние акредитиравме компанија, француска компанија, која што работи во 36 земји во светот. Значи, конкретно тоа инспекциско тело од областа на опрема под притисок. Тоа значи дека нашиот прв надзор беше во Екваторијална Гвинеја. Сите нафтени платформи на светски познатите петрол компании, како ELF, како Shell, како Маратон, нивните нафтени платформи во Екваторијална Гвинеја и во 36 земји од светот се под надзор на Институтот за акредитација. Например, вториот надзор ни беше во Виетнам, третиот ни беше во Саудиска Арабија, четвртиот ни беше во Шкотска. Значи, сакам да кажам за значењето за тие договори кои што ние ги имаме подпишано со Светската организација и Европската за акредитација, сушност кој е бенефитот на нашите компании дека им се отвараат границите низ целиот свет. Убаво е да се слушне дека Институтот за акредитација на Република Македонија нашироко соработува со останатите земји и дека еве овде и во Македонија нели е докажано квалитетот на се она кој што може да се понуди овде во нашата земја, како што вие сами рековте дека некаде околу 2003 година е отворен самиот институт, значи некаде веќе 14 години работи, меѓутоа колку се олесни самата работа на македонските компании со акредитирање? Интересно е прашањето, бидејќи јас кажав дека акредитацијата постоела и претходно. Меѓутоа, со отпочнувањето на работа, бидејќи знаете, институтот работи согласно и е формиран согласно европските директиви, конкретно тоа е 765 европската директива, и согласно, значи, овие европски правила на игра, во секоја држава може да има само еден институт за акредитација. Значи, нема држава во Европа или во свет со два института. Поради тоа, нашиот статус е како статус на регулаторно тело. Сега, што добиваат компаниите со тоа? Порано, значи, пред да се формира институтот, значи, како еден вид на регулаторно тело, некоја институција, некоја компанија, за да добие некакво овластување од соодветно министерство или агенција или управа, морало да помине низ повеќе комисии, нели, ќе се формира прво една институција, па некое друго министерство, па трето, со цел за да на крај го добие тоа овластување. Денеска, со постоењето на Институтот за акредитација, веќе нема други комисии, единствена Институтот за акредитација. Тимот кој што ние го формираме, значи тој иде, ја прави таа оценка, која што говоревме на почетокот од емисијата, таа институција го добива сертификатот за акредитација и врз основа, значи, со тој сертификат, го добива соодветното овластување од Министерството. Дали е тоа економија, земјоделие, животна средина, транспорт и врски, финанси или било кое, сите овие министерства кои што се особено од областа на стопанството. Значи, тоа е еден многу голем бенефит исчекор за самите компании, бидејќи веќе ги нема тие дополнителни комисии. Значи, тоа е едно. Вториот момент е секако и финансискиот. Да кажеме, ако порано ни сите тие комисии секоја си имала, да кажам, своја цена, сега тоа е само према нашиот институт. А нашата цена, која споредам, например, регионално, ценовникот на Институтот за акредитација регионално е најнизок, а да не говорам и по-широко, да не кажам вака и на европско ниво. И она кој што го кажав, меѓународното значење, дека веќе со самата акредитација, значи тие им се отвараат границите не само во Република Македонија, туку истото може да го прават и многу пошироко. Али конкретно, значи, оној статус што го кажав како регулаторно тело, каде што единствено, значи, валиден сертификат со цел за да компанијата го добие бараното овластување Институтот за акредитација, мислам дека тука и временски, не само оној финансискиот момент кој што кажав, пред се и временскиот момент и како има значење на компаниите, бидејќи значително им се скратува. Иако некако моето следно прашање некако го начнавме на самиот почеток, треба ли уште многу да се работи во оваа насока и дали има уште многу заинтересирани компании кои што сакаат да добијат акредитација? Видете вака, значи, ова би го поделил вашето прашање на два дела. Прво за она кој што ние тековно го работиме, ја споменав, 200 се акредитирани, а веќе 30 се во постапка. Не чека, значи се во постапка, бидејќи сите тие, да кажеме, ние чекаме на нив. Значи нема кај нас некоја пријава, па сега да чека, немаме време, ќе излеземе подоцна или понатака. Ние секогаш се трудиме према стопанствениците
што побрзо веднаш да излеземе на терен со нашите комисии, бидејќи кај нив понекогаш времето е многу поскапо отколку финансискиот дел. Значи, еве, во моментов нема ни една пријава за акредитација која што чека на нас. Буквално, ние секогаш сме излегле на терен, бидејќи моите тимови, значи нашите тимови кога излегуваат на терен, они доставуваат извештај. Сега во тој извештај има некакви наоди кои што мора да бидат отстранети за да ние идеме во следниот чекор. Значи, ние сме сега во фаза кога чекаме тие компании да ги отстранат забелешките од извештајот, за да ние идеме кон издавање на сертификатот за акредитација. Значи, тоа е првиот дел. А вториот дел од потребата за акредитација, постојат области кои што кај нас се уште не се покриени, односно едноставно ние немаме пријава добиено за да ние развиеме, на наш јазик ние ја нарекуваме акредитацијска шема, значи тоа е веќе акредитација од некоја нова област, каде што во Европа, да кажеме, тие се работат, но очекуваме со тек на време и тие области ќе дојдат кај нас. Штом добиеме ние таква пријава, ние веднаш едуцираме наш кадар, значи наши оценувачи, за да може што побрзо да одговориме на барањата на стопанството, односно на нашите клиенти. Се надевам дека и ова наша емисија ќе гледаат повеќе гледачи, еве доколку се препознаат нели во муабетот за акредитација, дека ќе поднесат пријава или барем еве ќе се јават во вашите простори, на вашите контакти и ќе се распрашат токму тоа што ги интересира. Кое е значењето на меѓународниот план? На меѓународниот план веќе говоривме на самата акредитација. Ако говориме за самиот институт, значи ние сме полноправни членки на Европска и на Светска организација за акредитација, подписници на тој договор кој што го споменав. Знаете, тој договор не значи чисто како парче хартија, меѓусебно се договараме, подпишеме. Тој договор подразбира многу голема обврска од наша страна како институт, да исполниме према Европска и Светска, како што ние бараме исполнување на стандарди од нашите клиенти, така на највисоко ниво стандардот, тоа е 17011, први ние мора да го исполниме. Значи, ние треба да бидеме пример за останатите, за да можеме нели да ги исполниме тие меѓународни стандарди. Кога велам исполнување на тие стандарди, меѓународни, нашиот меѓународен статус, еве конкретно оваа година во декември, значи доаѓа комисија од 10 члена ќе биде сигурно, кое што околу недела дена ќе престојува на нашиот институт, каде што ќе ни прави оценка на нашето целокупно работење. Дел ќе биде на терен за да видат како нашите тимови ги имплементираат стандардите и ги применуваат, дел ќе биде и во канцеларија, нели она, за да видат кроз документи, бидејќи за една недела не можат сите 200 да ги поминат на терен, значи дел ќе ги поминат и административно. Тоа значи дека една недела ние ќе бидеме под 10 член надзор, каде што буквално секој наш чекор, секоја наша постапка ќе биде проверена. Еве до сега 3 такви надзори сме имале, успешно сме ги поминале, верувам дека и следниот. И со тоа, значи, нашиот меѓународен статус и како е завиден, значи говорам регионално, па и на европско ниво и како сме, да кажам, ценети, бидејќи веќе и европската акредитација користи наши ресурси, односно наши оценувачи за нивни цели кои што идат по други институти за акредитација низ Европа, кои што вршат оценки во име на европска акредитација. Затоа велам нашиот меѓународен статус и како е завиден. Дали еве на македонските компании им е олеснет пристапот на странските пазари благодарение токму на акредитациите? И како им е олеснет, и како тие технички бариери од областа, значи административни, од областа на квалитет, од областа на докажување на нивната компетентност, и како им е олеснет. Бидејќи она што споменав, штом го стават на нивниот извештај или тестирање, било што да е логото на ИРМ, веќе понатака никој не ги прашува за нивната компетентност, бидејќи знаат дека позади тој извештај стои Институтот за акредитација на Република Македонија. Друго што е можеби вака интересно околу самата бројка, значи околу самите потреби на стопанствениците, имаше многу вака интересни проекти, владини проекти, кои што значително изголемија капацитетите, значи инфраструктурните капацитети на државата во поглед на акредитирани тела. Едниот проект тоа беше од Министерството за образование и наука, каде што владата опреми 80 лаборатории
во високо образовните институции, значи тоа се универзитетите, сите универзитети во државата, и тие лаборатории, значи не само да бидат за научно-истражувачки цели или за потребите на студентите, значи владата им нареди за да бидат и акредитирани, бидејќи со самата акредитација тие ќе станат сервиси на стопанството. На тој начин, значи беа до сега се акредитирани околу 40-тина, од тие 80 околу 50 беа акредитабилни, бидејќи 30-тина беа за далечинско учење, лаборатории по факултетите за уметности, кои што едноставно не потпаѓаат под акредитација, али овие 50-тина лаборатории и те како подпомогнаа и на стопанството и на граѓаните, бидејќи значително се зголемија ресурсите и третиот момент, значително се зголеми и апликативната дејност на тие факултети, бидејќи тие факултети со овие лаборатории, како станаа акредитабилни и добија сертификат, веќе нивната апликативна дејност, значи се понудија и на стопанството и на граѓаните, и на тој начин секако и нивните доходи се зголемуваат. Вториот проект, тоа беше проектот на Министерството за здравство, каде што Министерството за здравство одреди 8 лаборатории во државата, кои на некој начин се декларираат како и референтни лаборатории, за да бидат акредитирани согласно стандардот за медицински лаборатории. Тоа е ISO 15189. Од тие 8 лаборатории 4 се во склоп на клиничкиот центар во Скопје и останатите се низ останатите клинички центри низ Републиката. Со тоа, значи, и самите тие државни лаборатории, значи државни, потенцирам државни, бидејќи имаме 8 акредитирано до сега, 6 се од приватниот сектор, веќе ги споменам како Систина, како Ремедика, Адрија, Лапа, Вицена, значи тоа се Хемолап, исто, значи лаборатории кои што се акредитирани, и на некој начин и самото, значи, јавно здравство да докажува својата компетентност и својот квалитет во својата работа. Преку акредитацијата, значи ги исполнуваат тие меѓународни стандарди кои што секој случај најголем бенефит од тоа ќе имаат нивните пациенти. Следен проект кој што би го кажал, бидејќи не само со владините, нели со државните институции, ние како институт исто имавме проекти со организацијата на потрошувачи. На некој начин самите тие побара од нас за да објасниме, значи тоа беше проект каде што тимови идеа во 10 градови низ Републикава, секаде каде што организацијата на потрошувачи на Македонија си имаа нивни канцеларии, за да промовираат делот, нивната цел беше како тема користењето на лифтовите во зградите, како граѓаните, што треба, како да постапат за да едноставно користат сигурни лифтови. И вториот момент беше за потрошувачите да се запознаат како да препознаваат што значи квалитет на пазарот. И би ги споменал во оваа прилика уште два наши проекти, значи од Институтот за акредитација. Првиот тоа беше двогодишен проект кој што ние го реализиравме со стопанските комори на Република Македонија. Знаете, има бројни фирми во Република, скоро да не кажам секоја фирма има имплементирано некаков стандард. Најчесто тоа е ISO 9001 или 14000, 18000, но тоа се стандарди кои што не секогаш менаџментот го вади максимумот од нивната имплементација. Најчесто тоа се, да кажеме, за потреби, дали некоја странка им побарала, или дали за учество на некаков тендер или слично, и ние едноставно сакавме да им помогнеме на менаџментот на тие институции како да ги искористат тие стандарди. Бенефитот, бидејќи тоа се стандарди кои што се имплементираат за да помогнат во работењето. Знаете, ако се јави некаков проблем негде, преку процедурите имплементирани, многу полесно ќе се лоцира тој проблемот и со корективните мерки ќе се отстрани и ќе се оневозможи негово повторување. Тоа е на некој начин и целта на тие стандарди. Ние 2 години работевме со компании кои што ни беа дадени од Сојузот на стопански комори на Македонија и од Стопанската комора на Македонија. Тие ни беа партнери во проектот, заедно со универзитетите, бидејќи имавме професори вклучено кои што ја предаваат таа тематика, и сертификацијски тела кои што ги имплементираат тие стандарди. На некој начин, заедно со нас, со Институтот за акредитација, го затворивме тој круг за да помогнеме на стопанството кон користењето на стандардите. И
последниот проект еве кој што ви го напоменал сега, наш на Институтот за акредитација, едноставно ги повикавме, викаме ајде доста сега со стопанство, економија, понекогаш државните институции, тие кои што ги барат имплементацијата на стандардите, не им е баш секогаш јасно зошто, нели, бараат акредитација, кои стандарди, зошто. Минатата година имавме проект наменет стрикно за државните институции, министерства, агенции, фондови, царина. Едноставно ги повикавме кај нас, за да им објасниме акредитацијата, зошто тие ја бараат, кои се предностите и како на нив им олесно во тековното работење. И мислам дека со сите овие проекти и како помогнавме и на државната администрација, и на стопанството во таа некоја меѓусебна соработка, меѓусебно разбирање, сепак на крај во корист на граѓаните. Јас овде ви побарала од режи еден краток джингл, па се враќаме назад во студиото со останатите подготвени прашања за нашиот денешен гости. Така, почитувани, назад сме во студиото, продолжуваме понатаму со доктор Трпе Ристовски, зборуваме отворено за Институтот за акредитација на Република Македонија. Доктор Ристовски, не би можела да не ве прашам дали ова состојба во кој што се наоѓа во моментот Република Македонија влијаеше или некако би можела да влијае на довербата во акредитациите на меѓународен план? Не, значи тоа никако не, ние си работиме континуирано, значи нашите акредитации и нашите постапки за акредитации си се во полнек. Знаете, еднаш издаден сертификат за акредитација не значи дека тој постојано важи, тој важи 4 години, меѓутоа во рамките на тие 4 години ние правиме обавезно најмалку еден редовен надзор, ако има потреба и повеќе. Сите наши надзори, сите наши постапки си се во полнтек. Пред малку ја споменав дека ние како статус на регулаторно тело во државата, значи ние мораме да функционираме во интерес на стопанството и во интерес на граѓаните, бидејќи во организационата структура на институтот, значи јас сум директор, меѓутоа тука постои управен одбор, совет, во кој што тука нема доминантна страна, тоа се 11 членови, 4 се владини представници, 2 се представници од коморите, 2 од акредитираните тела, од организацијата на потрошувачи, од универзитетите и еден од вработените, значи тоа тело си функционира постојано, бидејќи како што гледате од самиот состав во самото тело, значи тоа се све заинтересирани страни. Број 1 тука се државните, владините институции, стопанствениците и потрошувачите. Така да во нашето работење, значи во ниеден момент, во ниеден сегмент од работењето нема некое надворешно влијание. Институтот си работи под полна пара, акредитациите си одат, а особено па меѓународниот дел сега не е како активен во делот како на извозно ориентираните компании, тука ви ги споменал, значи компаниите во индустријските развојни зони, тие како ги користат нашите ресурси, говорам не конкретно на Институтот за акредитација, него ресурсите од нашите акредитирани тела, бидејќи ние како им помагаме за да они не носат странски тела тука, него напротив да ги користат македонските компании. Ние дори имаме, еве, во тој дел ќе споменам, например, и акредитирано италијанска една фирма, компанија во Албанија, која што преку наша акредитација работи на европски пазар. Исто имаме акредитирано, значи, на Косово, значи, наши, под наше лого, значи, кој што се водат постапки за акредитација. Имавме еден период и во Бугарија дури акредитирано, бидејќи таму има некаков интерен проблем, па моравме ние да интервенираме во Бугарија, да можат бугарски компании да работат на европски пазар под логото на Институтот за акредитација на Република Македонија. Затоа велам, значи, најнормално си работиме без никакви проблеми, без никакви притисоци. Секоја година Македонија се вклучува во одбележувањето на светскиот ден на акредитацијата. Не става ли тоа еве на светска мапа на глобални настани, а се со цел нели поголема промоција и признање на македонскиот систем за акредитација? Да, светскиот ден на акредитација, тој редовно се одбележува, тој е 9 јуни, еве и оваа година, веќе припремите се отпочнати и Македонскиот институт за акредитација завзема и текако значено место во таа глобална мапа,
бидејќи ние сме постојан партнер на Светската организација за акредитација и она секоја година настапува со различито мото. Например, минатата година беше светското мото за акредитација, акредитацијата во служба на како алатка за подигнување на свест и работата на државната администрација. Пред таа година беше акредитацијата за медицински лаборатории. Еве конкретно оваа година веќе ни објавено мотото, тоа е акредитацијата во служба на градежништвото. Ние и како сме тука значаен партнер, бидејќи имаме акредитирано околу 10 лаборатории кои што испитуваат градежни материјали и имаме 2 сертификацијски тела кои што сертифицираат градежни производи. Тоа е и како значено да го напоменам, бидејќи има производство Република Македонија од областа на градежништвото и сега сите тие производи преку овие 2 акредитирани тела и како меѓународно добиваат на значење, односно тие производи веќе ја поминуваат границата на Република Македонија без никаков проблем. Понатака во рамки на Светскиот ден за акредитација ние секоја година свечено ги доделуваме сертификатите за акредитација на фирмите кои што се акредитирани во изминатите 12 месеци. Понатака ние публикуваме и брошури, значи под логото на акредитација. Еве оваа прилика тука имам донесено од последната година, иначе ние постојано се, да кажеме, го потенцираме тој едукативниот момент на Институтот за акредитација, бидејќи годишно 3 до 4 обавезно брошури на поедини теми ги публикуваме, све со цел за да стане појасно и поблиско до заинтересираните страни. Така да Институтот и како е значен фактор во одбележувањето на Светскиот ден на акредитацијата, не само на национално, туку и на глобално ниво. Зборуваме веќе повеќе од половина час за акредитацијата, меѓутоа не споменавме, барем некои, не би можеле сите да ги фатиме, компании и фирми кои што се акредитирани во југоистокот на Македонија. Барем некој што во моментот ќе ви текне. Се надевам другите нема да ни замерат. Да, нема да ми замерат, вака еве ми текнува Центарот за јавно здравје, значи тоа е лабораторија која што е акредитирана. Макжан од Струмица, тоа е мислам за таксиметри, тахографи, компанија која што веќе од поодавна е акредитирана. Понатака од областа на хомологацијата имаме станици за технички преглед кои што тука ни се акредитирани во Струмица. Од областа на електроенергетиката мислам дека Елко Инк Струмица, дека тој беше исто така акредитиран. Нема да ни замерат, али вака еве во моментот како што ми текнуваат, бидејќи јас повеќе тие административно ги знам преку сертификатите, преку потпишување на документи, така да, а лично се среќаваме само кога им ги доделувам сертификатите, бидејќи знаете кај нас постојат комисии, тела, односно кои што директно идат на лице место во самите тие постапки за акредитација. Навистина нека не ми замери ако некој не ги споменав. И еве, нека биде ова мој последно прашање. Континуирано работите на подигање на свеста за значењето на акредитацијата, меѓутоа дали сте задоволни од нивото кое што го постигнале во текот на овие години? Да, можам да кажам дека и ние како институт, а пред се како држава, значи и како е подигната свеста акредитацијата. Значи тука од една страна и самите граѓани, значи ја препознаваат веќе акредитацијата, а особено би споменал, значи, и владата на Република Македонија преку министерствата, некако и они препознаа една многу значајна алатка кон постигнувањето на квалитетот и довербата на македонското производство и на македонското стопанство. Јас споменав дека кога се формира институтот било проценето дека 100 тела, ние сме 230 во постапки, а потреби се уште има. Значи, едноставно еве би направил уште една друга споредба. Ако Република Македонија со 2 милиони жители, значи ние имаме 200 акредитирани тела, некои наши соседни, па и во некој не баш сосед, да кажам, регионално ниво земји, кои што имаат 3 пати повеќе и 4 пати повеќе население, предпоставувам нели стопанство во таа паралела, а бројот на акредитација е приближно колку нашиот или можеби нешто минимално повеќе. Значи тоа говори колку свеста на стопанството и на граѓаните е на доста високо ниво од аспект на препознавање на квалитет и доверба во услугите.
Ние како институт постојано работиме и на промоција, нели, кон ширењето на значењето на акредитацијата, на некој начин еви оваа емисија е во тој правец, нели, за да населението во овој регион, значи, се запозне и да препознае што значи квалитет на одреден производ или на одредена услуга. Останува да ви се заблагодарам за денешното гостување во отвореното студио овде на телеканал А1 и еве се надам дека во некоја наредна прилика ќе зборуваме за некоја друга тема или пак еве да се пофалиме за нешто ново кое што е постигнато со Институтот за акредитација на Република Македонија. И јас ви благодарам на поканата. Времето беше кратко, сигурно има области кои што не ги ни споменавме, меѓутоа еве ние сме секогаш отворени за соработка, за дискусија за поедини области. Па не мора да бидат само проблеми, него и за некои убави работи. Ние сме секогаш отворени и по вас, еве, особено граѓаните, ако изразат некаква желба за некаква тематика да продискутираме, секогаш со задоволство ќе бидам ваш гости. Ви благодарам многу. Почитувани мои, се надевам и верувам дека успевме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Имајте убава и пријатна вечер. Довидување.